Драги ученици, добре дојдовте во Училница. Јас сум Ружица Димовска, наставник по историја во Основното училиште Јорче Петров од Скопје. Оваа наставна содржина е наменета за учениците од 7 одделение и истата е отпори против османлиската власт на балканските земји. Главните цели на оваа наставна содржина е учениците да ги препознаат причините кои што довеле до отпор на подчинетиот народ против османлиската власт, да именуваат какви видови на отпор постојат, да знаат кои биле главните карактеристики на неоружениот и оружениот отпор. Главните причини за појава на отпор биле зголемените даноци, кои се појавиле како последица на тоа што во средината на 16 век османлиската власт трпела воени загуби и ги зголемувала веќе и така зголемените даноци, а сето тоа било проследено и со злоупотребите што ги правеле собирачите на данок. За да положбата биде уште потешка, селаните биле терани на бесплатна работа, например изградба на патишта, изградба на мостови, а за сметка на тоа нивите им останувале необработени. Сето ова предизвикало отпор на подчинетиот народ, кој што се манифестирал како неоружен отпор и вооружен отпор. Неоружениот отпор се манифестирал без оружје, додека оружениот отпор бил повисок вид на отпор со формирањето на едутските дружини кои што на поорганизиран начин давале отпор против османлиската власт. На оваа слика може да се забележи едно секојдневие од животот и работата на селаните, додека на втората слика е покажано самоволието и малтретирањето на селаните од страна на собирачите на данок. Следниот слайд ќе ни покаже како да направиме една практична вежба. Тука можете да го стопирате видеото и како резултат на претходни знаења од наставната содржина колонизација и исламизација на балканските народи, многу лесно ќе можете да ја изработите оваа вежба. Потребен прибор за работа ви е работна тетрадка, црвена и сина боичка. Од понудените поими, препознајте ги и запишете ги поимите кои што се соодветни за неоружениот отпор и запишете ги со сина боја. А подоцна, од тие поими ќе можете да направите опис за неоружениот отпор, а со црвена боја запишете ги поимите кои се соодветни за вооружениот отпор, преку кој ќе направите опис на истиот. Долу наведените поеми се со измешан редослед. А тоа се: одбивале да платат данок, Злата Мегленска, Ѓорѓе Кратовски, ајдутство, војвода, Ѓурѓовден, Митровден, одбивање на исламизација, Прилепско-Мариовска буна, јатаци, данок во крв, дружина од 20-30 луѓе. Откако ќе завршите со вежбата, преминете на следниот слайд. Од овде всушност ќе видиме како се манифестирал неоружениот отпор, а како се манифестирал оружениот отпор. Неоружениот отпор се манифестирал преку одбивање на народот да плаќа данок. Најтешкиот данок што го плаќало христијанското население во овој период бил данокот во крв. Тоа било одземање на машки христијански деца на 7-8 годишна возраст, кои што биле присилно исламизирани, носени во посебни училишта, а потоа станувале дел од јаничарската војска на султанот. Родителите, за да си ги спасат своите деца, ги криеле, ги сакателе, им врежувале крстови на челата. Исто така, друг вид на неоружен отпор било одбивањето на христијанското население да се исламизира. Сите оние кои што одбивале да се исламизираат, биле насилнички убиени. Пример за тоа се Злата Мегленска и Ѓорѓе Кратовски, кои што подоцна, како христијански маченици, од црквата биле прогласени за светици. Најстар и најраширен отпор, оружен, било ајдутството. Ајдутските дружини се состоеле од 20 до 30 луѓе, начело на дружините стоеле војводи. Ајдутските дружини се собирале напролет околу празникот Ѓурѓовден, кога горите раззеленувале за да може да се скријат,
Додека кога настапувала есента, околу празникот Митровден, тие се растурале и оделе кај нивните помошници јатаци. Јатаците биле првите помошници на ајдутите. Тие собирале храна, оружје за ајдутските дружини, им давале информации, се грижеле за ранетите и болните. Ајдутските дружини најчесто ги напаѓале феудалните имоти, собирачите на данок, османските карвани. Исто така друг вид на оружен отпор биле буните. Најпознатата буна, која што била крената во Македонија во средината на 16 век, била Прилепско-Мариовската буна. Селаните од Прилеп и од Мариово, незадоволни поради зголемените даноци и самоволието што го правеле собирачите на данок, отишле пред судот во Прилеп за да ја бараат правдата. Но бидејќи оваа буна била стихијна и недобро организирана, брзо била задушена. И покрај сето ова, може да согледаме дека веќе во почетокот на 17 век отпорот против османлиската власт станал се почеста појава. Додека пак оружениот отпор ги навестил востанијата кои што ќе следуваат следните години како повисок вид на отпор. Не можеме тука за да не ги спомнеме жените војводи кои што дале значаен придонес со своите чети во борбата против османлиската власт. Многумина од нив се опеани и во многу песни. Токму за домашна задача ќе имате да истражите за една жена војвода. Такви биле Румена војвода, Сирма војвода и многу други. Ви благодарам. Се надевам дека наскоро ќе се видиме во нашите училници.